1. Важни информации, важен текст. 2. Како може некој да биде љубезен, добар и прекрасен човек? 3. И како можеме да придонесеме за светски мир? 4. Сокажување и правење на следново. 5. Следниве 5 духовни групи се добредојдени. Секоја духовна религија, вера, етничка припадност, сексуална ориентација и вид е добредојдена. 6. Се додека ја шират пораката дека е важно да се однесуваме кон сите живи суштества и сите неживи нешта со внимание и заштита, или дека треба да имаме добро срце за сите живи суштества и сите неживи нешта. 7. Најважно од секој ментално, психолошки, емоционално и физички здрав возрасен треба да се стреми да им помага на различни живи суштества и неживи предмети. Деца, животни, стари лица, лица со ментални или емоционални болести. Жртви на манипулација или перење мозок и лица со ментални и физички попречености. 8. Животната средина, живите суштества, неживите предмети, вештачката интелигенција и здравите возрасни жени и мажи. 9. Секоја духовна религија, верување, етничка припадност, сексуална ориентација и секој вид е добредојден. Што се уште би можело да значи тоа? 10. Еден може да се моли и да се заблагодари за добрите нешта во животот, да се побара помош во тешки ситуации или да се моли за добар живот тука или во задгробниот свет. 10. Два може би некој има неколку или еден бог, пророци, ангели, други живи суштества или неживи нешта како што се книги, списи и други работи што ја шират пораката дека луѓето не смеат да бидат лоши, зли или нечесни, туку дека секој треба да биде љубезен, супер и прекрасен. 11. Тогаш секој може да верува и да прави што сака, бидејќи сите се добри еден кон друг и покрај овие разлики. Тогаш треба да има светски мир. Да, светски мир.